Ќе ја убие мајка ми, ме тепаше и мене. Гласот на Катија се слушна во судница од аудио снимките од повиците кон 112 кој ги изведуваше обвинителството. Се презентираше и видео снимка од падот од балкон на Ивана со 6-годишното дете, која Стојанче Јовановски не сакаше да ја гледа и слуша. Предходно се презентираа аудио снимки од пријавите и на соседи од 2024 до 2026 година, во кои биле пријавувани бучава, вресоци и плач од дете од станот каде што живееле, како и случаи кога Ивана барала помош на бројот 112, наведувајќи дека сопругот ја малтретира или дека не ја дозволува да влезе дома. Беше презентиран и файл во кој пријавител е мајката на Стојанче, Цветанка Јовановска, од 20 декември лани, во кое цело време се слуша Катја како гласно плаче. Катја силно плаче и вели ќе ја убие мама. На прашањето на операторот што има таму, Цветанка одговара обид за убиство. Катја го засилува плачот и викањето и со силен глас вика: "Татко ми ќе ја убие мајка ми." Цветанка пријавува дека детето е многу потресено и го зела детето со себе. Додава дека и детето е тепано, удирано. Ивана 3 пати пријавувала и на 2 март годинава, неколку часа пред самоубиството. Во вториот повик се слуша расправија и викање меѓу Ивана и Стојанче. Ивана постојано се правда и вика: "Не те местам. И зошто ми се закануваш?" А во позадина се слушаат и ударите, рече обвинителката. Во третиот повик пак околу пладне се јавува на 192 и кажува дека сака да пријави семено насилство. Таа почнува да вика: "Престани да ме удираш, престани да ме удираш." Стојанче уште погласно вика: "Не лажи." Ивана за цело време се брани: "Дали јас те имам наместено? Дали ти реков дека Мартин те има наместено? Немам кажано такво нешто. Се што имаш направено, си имаш направено сам." И вика на Ивана: "Ниту Катја ќе ја видиш, ништо нема да видиш. Ако сакаш пријави ме кај сакаш иди. Ќе лежам во затвор, ќе излезам." Потоа и вели: "Подобро уби ме." И пак го повторува истото. Потоа и вели: "Друго немаш избор." Памти ми го ова. Во еден момент додека се презентираше снимката, обвинетиот Стојанче рече Мартине ова, пошто судијата го помена дека ќе го отстрани од судницата. Последниот прикажан файл беше оној од критичниот ден кога Стојанче бара да се викне брза помош откако Ивана и Катја паѓаат од терасата. Се слушна и една снимка во која Стојанче пријавува дека жената го тепа и тврди дека тоа се случувало и предходно. Јовановски се товари за телесна повреда, загрозување на сигурноста и наведување на самоубиство.